зборам за тоа. Уште еднаш да изразиме и сочувството од сите починати и мислам да нашата концентрација биде сепак на фудбалски прашања. Многу е тежок моментот за било што збори понатака и повеќе. Концентрирано на сите, мој сочувство исто за сите тие фамилиари, другари, значи што изгубија живот во Кочани. Јас само сакам да кажам дека животот е мистер, никогаш не знаеме што ќе ни се деси утре и најдоброто е да уживаме во овие моменти, да уживаме додека сме добро живи и здрави, да пробаме да помогнеме секој од нас што ни е најблизо и у таа мала држава наша што го имаме, значи да даваме повише љубов и поддршка. Го шлимете мија пар фамилиар овие денови доста добро. Сакаме да продолжиме тоа победнички менталитет што го стваривме ова последно време. Мислам дека сите сме свесни што не очекува и дека се многу битни утакмици не очекуваат и јаки утакмици. Така да дај Боже да утре е нов почеток за нешто ново за сите нас и да пробаме да го носиме Македонија таму каде што сите сонуваме. Зоран Мишевски на надпревари и од довербата која во новите клубови ја имаат нашите репрезентативци. Секако дека ме радува тој факт и мислам дека ќе биде голем плюс и за нив самите, но и за националниот тим. Поминавме на можеби најтежок период од цела година, ако не и повеќе, со проблеми доста на нашите фудбалери во нивните клубови, но и без разлика на сето тоа, он има одличен перформанс кој доаѓа за националниот тим. Ова ќе им биде едно само плюс за нивната самодојба и за нивната напреварачка форма што верувам и сигурен сум дека ќе се одрази и во националниот тим. Секако дека за да победите не натпревар мора сите линии и сите играчи да бидат на високо ниво. Сите се битни, не може ако еден сегмент функционира добро, барем во денешниот модерен фудбал, да се надевате дека ќе го победите на тој натпревар, затоа што сите се сериозни тимови, сите се сериозно напредуваат напред, одат и фокусот наш барем е на секој натпревар да функционираме на максимум во сите линии, дали во одстраниот дефанзива или во нападот. И само така можеме да се надеваме дека ќе имаме добри резултати во континентот. Очекувате да биде клучно на утрешниот натпревар? Дали што е можно побрзо да се отвори резултатот, веројатно, па после да биде малку полесно? Ја мислам дека енергија, желба за победа и другите работи, ја мислам сами ќе си дојдат. Имаме доста квалитетни играчи што може да не носат доста добри работи, како што кажувавте и порано и Миња. Само да влагаме на утакмица со 100% концентрација, да нема понижување. Ја мислам дека никој овде не е за понижување и што реков и порано, 3 бода се најбитни и за тоа дојдовме овде, да ги земеме 3 бода и да продолжиме наша работа да иде така, дај Боже уште 3 бода во Скопје. За капитенот повторно во и околу репрезентацијата е нашиот легендарен капитен Горан Пандев, сега во една друга улога. Што значи неговото присуство? Дали ве охрабри во овој период? Имавте ли можност дополнително да разговарате со него? Каква фигура и каков значај има Горан Пандев во овие битни моменти за оваа репрезентација? Секогаш, значи ја, Горан, Елив, многу играчи што бевме уште порано имаме контакти и збориме заедно, посебно ова последно време. Нормално дека не значи многу, за мене он ми помагаше многу кога дојдов и
цело ова време што бев овде. Нормално кога се работи за Горан, он е голем човек, голем играч беше и нормално дека фудбалски ќе ни помогне доста. Он разбира многу фудбал и зна да менаџира, значи многу други работи. Така да мило ми е што е заедно со нас и дај Боже со резултати, значи да сме среќни сите што работиме сите заедно со фудбалски легенди. Имате конечниот список кој ќе настапи утре во првата постава или тоа ќе го сторите денеска по завршување на тренингот ќе одлучи? Веќе првиот план е зад нас, али имаме 20 играчи кои вели поведа не се со нас, уште еден нема да биде во можност да ни помогне. Да, ги имам стартните 11, се надевам дека сите ќе бидат здрави после денешниот натпревар и ќе може да се става